Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерова имаме гостин во студиото, тоа е Синиша Ивановски. Малку повеќе за него ќе ви кажам додека разговараме, но први да му посакам добро вечер. Добро вечер, господин Ивановски, добре дојдовте. Јанко, ви благодарам и поздравувам сите што гледате емисијата и што одвоја време да го слушнете овој разговор што го имаме сега. Се надевам ќе биде интересни теми. Мене ми е лично интересна тема. И ја малце арогантно настапувам, Синиша, што мене ми е интересно, мора да е некому друг интересно. Значи, се работи, ќе говориме вечерва, драги мои, за инфраструктура. Патиштата во нашата земја, особено во градовите. Синиша, ти во претходната власт беше во секторот за улици и патишта на град Скопје, па прилично си запознат со проблематиката на градот и неговите инфраструктурни проблеми, така? Така, да. Тоа беше период кога градоначалник на град Скопје беше Коце Трајановски, заедно со неговиот тим го предводев предпријатието за одржување на улиците во град Скопје, на главните градски улици. И тоа континуирано траеше до пред 2 години некаде, каде што дење ноќе, зима лето бевме одговорни за одржување и на самите улици, на сигнализацијата, на обележување, на зимска служба, на изградба на го почнавме оној проект Скопје Велоград, кој што гледаме дека се уште се надградува, така да тоа беше во кратко оние одговорности кои што ги имав на тоа работно место. Так. Многу пофалби, ама и критики. Додуше, оние што треба не ги слушаа моите критики кои беа, ама вечерва не е лошо да се подсетиме и на добрите и на лошите работи, како и она што е актуелност, што е денеска што се случува со градот. Кои беа приоритетите на вашето предпријатие, освен на средување, чистење, туку во оние инфраструктурни, што се твоите сознанија? Каде градов инфраструктурно се развивал и како треба да се развива? Едно, онака слободно, не мораш, што се вика, да ми диктираш, него онака слободно ме интересира како го перцепираш од вака по-технички аспект градов. Малку обширна тема, да, слободно, и голема тема. Перцепцијата на јавноста е една, тежината на сработеното е друго. Во тоа време, како улици и патишта, повеќе ги следеа насоките и програмите на градот Скопје, односно развојните програми на град Скопје. Во тоа време многу повеќе почнувавме да бараме некои смарт решенија за сообраќајот во град Скопје. Пробивање на еден нов булевар и на една нова делница е за 100 пати потешко отколку реконструкција на една делница. Значи, енергијата, времето, трудот внесено во пробивање на, пример, на Христијан Тодоровски Карпош, на Борис Трајковски поранешна Првомајска или на друга делница, на булеварот, или на Трета македонска бригада, зема многу време, труд, нормално и предизвици, да не кажам проблеми, за разлика од реконструкција на некој булевар. Хај, објасни ми сега, кога викаш, зема многу труд. Да, ние не прецепираме. И јас стварно се чудам, зошто мора со години? Зошто ние асфалтираме улици со недели, со месеци, кога на YouTube ќе пуштиме и гледаме како тоа може брзо да се заврши, дури во една Москва, за, што се вика, за 24 часа. Се согласувам, во Москва ведов таа улица Тверскаја, во центарот на Москва. Фасцинантно, нели? Фасцинантно беше, морам да признам, дека таков капацитет во Македонија постои во некоја градажна фирма. Факт е дека не постои во моментот, меѓутоа треба се стремиме кон тоа што го видовме на YouTube за Москва. Проширување на една делница е многу потешко. Пред се соочуваме или се соочуваат и се уште градските служби со огромен број на прво да имаме дивоградби, второ имаме имоти кои што се на приватни лица. Со нив треба се дојдат до некој споразум, до некое заедничко решение задоволно за двете страни, за да продолжиме да го градиме тој булевар. Има нови инсталации, нови фекални канализации, се прави тука атмосферски, имаме ново улично осветлување, нови бандери, има буквално од нула се прави, најмногу што зема труд се имотно-правните односи. Да, и Коце се жалеше за истото. Да. Продолжите. На Трета македонска бригада, кај што се нави телевизијата. Сега која доаѓаше, точно, веќе удираше од зид, во куќа. Ако оди некој со неприлагодена брзина, за жал и тоа е можно. А се случи еден погина веќе, пред неколку години, добро? Жал ме за таква случај, што постои на патиштата. Имотните правни односи некаде и
пречка да се отиде некој чекор понапред. Сигурно биле тешко премостливи или во случајов скоро непремостливи, меѓутоа е оној огромен проблем што се случува. После другите технички проблеми на топлификација, на оператори, на телеком, на различни инсталации си го земаат своето време на проектирање, на согласување на проекти, на паметни решенија. Затоа тоа зема многу повеќе време, отколку реконструкција на една улица, дали е улица Магистрална, Соборна или булевар, едноставно се прави проект за реконструкцијата, се распишува јавна постапка, доаѓа компанијата што ќе биде избрана на таа постапка. Нормално не е туку така лесно како што го објаснувам, меѓутоа поедноставно се гребе таа површина асфалт, се нивелира, ако има некој потреба на некои додатни зафати на нивелација на тротоари, на рабници, на вичњаци, тоа се завршува и се асфалтира. Затоа и пример ова лето имаше доста реконструкција на булевари во Скопје. Тоа што е за пофалба, ќе се го пофалам, што не е за пофалба, можам да кажам дека со нешто не се согласувам, меѓутоа тоа е доста поедноставна и полесна работа за работа. На крајот на денот реконструкцијата на булеварите, одржувањето на булевари, на улици или на било што е обврска на градоначалникот или на владата или на било кој. Со тоа не треба се фали никој. Тоа е едноставно работа за која што граѓаните од својот буџет го плаќаат било кое лице избрано, именувано или за одржување. Да. Епа, да ви кажам вака, факт е дека и коце се фалеше, асфалтиравме улица, направивме тротоар, а сега го продолжуваат и овие. И ние сме пребукирани со тоа дека негдека стаиле 2 метра огради преку некој канал и така натаму, ама таа практика да се фали и да се покаже, ја почна токму коце и беше интересна на почетокот, ама еве како времето поминува, за суштинските работи веќе се расплинуваат. Би сакал едно твое размислување, иако не е твој ресор, ама бидејќи имаш искуство. Еве, секако дека ова разговор за со градоначалник, или со Коце, или со Шилегов, или со правни служби. Водњанска не успеа да ја направат, тоа е местото каде ја како дете ме прегази кола, таа е таа куќа која излегува. Добар сум, немам слезина, уживај. Затоа го памтам, мене ми е толку. На Водњанска, таа куќата што кога се направи булеварот, остана куќата да виси. Сопственикот неколку пати се обидуваше со мене да прави притисок преку мојата емисија, бев индиферентен, што ми се случи, што знам секогаш дека е параво прашање. Јас знам дека градот дава и обично кога градот дава и сите, да речеме 99% од луѓето кои имаат имоти, каже што се проширува, успеваат да ги усогласат, како останува, еве, оваа куќа која не е ни куќа, нели, као автосервис е, као некој живее, ама негово право е, може, бидејќи очигледно дупка во законот му дозволува и он до крај на живот ќе остане ако треба така, ако ја земе бараната цена. Ако не, ќе остане така. Така и гледаме, никој не успеа. Ни Ристопенов, ни Коце, ни денеска Шилегов да го реши проблемот со Водњанска. Коце го направи булеварот со овој чир и незавршени овие вкрстување овде кај Окта, нели, имаш и го пресекува на необележана една раскрсница со полни свртувања и така натаму и така натаму. Прекрасно беше идејата да се прошири трета македонска бригада, но остана ова како чир. Сега ова ме интересира. Не си одговорен ти, не треба. Но твоите сознанија што мислиш? Зошто не може да се договорат еве за една, две, а предпоставувам дека и во Македонија има слични случаи? Тоа веќе од страна морам да коментирам. Да, од страна. Сега спекулираме. Не можам директно, меѓутоа морално од овој аспект од мојата работа би го осудил тоа, поради тоа што се работи за јавен интерес. Не може никогаш личниот интерес да биде пред јавниот интерес. Не знам како би да не кажам би спиел мирно, ако знам поради мојата одлука што не сум отстапил дел од мојата куќа, што не сум се договорил со градските власти или со централните власти, да утре носи жртва. И тоа е многу сериозна работа. Сум сигурен дека сите градоначалници на град Скопје до сега дале се од себе за да се спогодат и се договорат, меѓутоа некоја непремуслива пречка сигурно нема. Што мислиш ти, што е? Шпекулираме. Значи нема што ќе кажеш да ти биде носот или земено на одговорност. Значи шпекулираме. Со сите рамки огради се,
Ме интересира, ева, што си начул, на пример? Не сум начул ништо, меѓутоа моето размислување вели две работи. Или биле недоволно финансии, за разлика од тие што ги барале, тие собственици на приватни имоти, или некој може би толку многу емотивно врзан, да каже оваа куќа од прадедо ми, па дедо ми, па татко ми, па јас, па сакам да оставам во поколение, што е некоја друга логика, меѓутоа сепак повторувам и личните, емотивните и финансиски причини не може да бидат поважни и на повисоко место од јавниот интерес. Таму на Водњански има ставени слопчиња, заштитни, за не да Боже некој да не повторно удри во самата куќа, иако тие слопчиња лично како предпријатие ние сме ги менувале повеќе пати, поради тоа што биле буквално со автомобил удрани. Да отидеме чекор понатака во размислување, таа кола може да заврши во таа куќа некогаш и да се случи многу понесакани дејства, така да лично од мојот став е дека не се согласувам со собственици на имот кои што не би го отстапиле во јавниот интерес. Синиша, како да те охрабрам да шпекулираме у емисијава? Јас знам дека, бидејќи си бил дел од претходната власт, дека внимаваш што ќе кажеш, за да не ти биде земено за зло утре. Но ја како новинар те охрабрувам да шпекулираме, бидејќи оваа материја бара да се предпостави, бара да се дадат хипотези, бара да се дадат предпоставки. Финалниот одговор секако ќе си биде на терет на актуелниот градоначалник, кој после секако може да укаже со прст на своите предходници каде е заглавена целата работа. Колку по тебе, по твоите сознанија, градот по која методологија ги откупува тие? Знам дека Коца вика со илиденска заглави проширувањето до Сити Мол што беше, и тука завршува негдека, нели требаше да продолжи право, па мост да иде преку Вардар, па да продолжи сето до обиколницата. Тоа остана, не се реши, а како што стои работава, нема ни да се реши. Ми кажуваше, он се силеше дека ќе го направи и подземната железница. Ја имам 4 или 5 емисии со него, кај мене во емисија, каде што на план го исцртуваше планот како покрај реката Вардар, тука е веќе направен проектот, па сето тоа готово е средено до година, па не до година, другата година, и тоа не се направи. Ја разбирам дека е тоа политичка одлука, Груевски ќе му се јави, гради катни гаражи, мене ми е јасно како идат тие работи, кај се приоритетите. Ама тоа се клучни работи, нели како викаме, тоа се клучни работи за градов на подолг рок и не се решаваат. Ја тоа ставање пудра е убава работа. Јас сакам дотерани жени и убаво е асфалт кој ќе се стаи. Ама мене ништо не ми значи. Бидејќи, што ако имаме убав асфалт, кога на улициве наликуваат, во шпицовите наликуваат на паркинг кој бавно се движи. Изложба на автомобили и нервозни возачи кои има појака свирка. Значи, ајде да се вратиме вака, бидејќи многу работи кажам. Дали ти е познато по која методологија како се прави, бидејќи ете и Коце викаше имам керпич, едва и успеав да се договорам, вика да го со собственикот, значи руина, онака со нема ни фасада, не од цигла една, за да можат да ја прошират Илинденска и такви и милион други случаи. Си има ценовник по кој што се исплаќа таа договорна сума на собственикот, меѓутоа не секогаш сите се согласуваат со ценовникот. Дали тој ценовник е законски прифатен во нашава земја, така и така? Нормално мора да биде. Не може тоа од паушално да се кажува, меѓутоа еве на пример за Борис Трековски, првомајска проширувањето, па буквално секој жител кој што беше засегнат доаѓаше на состаноци во градот со градоначалникот. Некаде се решаваше посебно, некаде се решаваше многу потешко. На крајот се доаѓа до решение. Едноставно е, не се доаѓа до договор со тој што е собственикот на имотно-правни односи. Причините ги разговаравме пред малце. И не се тука причини политички, дали бил градоначалникот на ВМРО или на СДСМ. Едноставно проблемот е нерешлив. Би требало, како предлог, да се направи ново законско решение и уредување, каде што овие работи ќе се надминат. Пошто гледаме дека вака не може. Со диалог, по тебе треба да се направи? Се губи време, години се губат. Ако нешто се означи дека е јавен интерес, тоа мора да биде јавен интерес. Во зависност каде се наоѓа тој објект, дали е во поатрактивна општина, во неатрактивна општина, дали е во рурален или во урбан дел, ќе се постои висината на она оштета што се исплаќа. Тоа е за мене единственото решение кој што го гледам во моментот. Законско решение е јавниот интерес пред секој друг интерес. Господин Синиша, вие ми кажувате, имате ценовник, ама тој вика
ја фала ви за ценовникот, ама не прифаќам, ја барам толку. И крај. И тука ништо, никој не може, ни уставен суд, ни ништо. Луѓе ќе гинат, нема да гинат, јавен интерес, не интерес. Бидејќи некои такви работи сме гледали и во светот, но сме гледале дека кога, па дури и граѓаните сами би рекле, дајте бе луѓе, стварно е ситуацијата драматична, збориме по животите наши. Значи, никој не вика да не се обештетат, но ми рече емотивни биле некогаш собствениците. Може би, како А спекулација. може би. Симон си сретнал емотивно? Ја не верувам. Не, јас не, меѓутоа има и план Б. Секогаш е пари во прашање. Има и план Б. Добро? План Б може вика, јас намерно ќе барам превисока сума. Добро. Намерно нема се договорам. Тој булевар ќе помине до мојот имот. Утре, задутре, самото тоа што мојот имот е на булевар е поатрактивен. Може би ќе најдам инвеститор каде што ќе се направи тука некој деловен објект, па ќе добијам некој деловен простор или стамбен простор или било што. И тоа размислување постои. Легитимно е. И легитимно е. И легитимно. Затоа и не секаде се доаѓа до брзо решение. Дали сте присуствувале на такви состаноци и обично како таа мачнина изгледа? Лично не сум присуствувал. Додека се случувале тие состаноци, мојата работа била на терен да ги држам Скопските улици. Кој што е еден процес кој што не застанува, кој што за жал е се пообемен. Одржување на улица е многу важна работа, каде што скоро никаде во Македонија не се принципиелно одржува, поради тоа што многу полесно се става асфалт. Да дојдеш до ситуација да се стави втор асфалт, би требало да поминат барем 20 на 25 години со добро одржување. Ако не имаме затнати канализација атмосферски, ако водата, која што е природен најголем непријател на булеварите и на улиците, не си оди каде што е местото, каде што има недобро предвидени приматели на таа вода. Ако цевката која што треба да приме канализацијата не е доволно голема, таа вода се останува, се понира летно време, зимно време, го менува својот волумен и полека доаѓаат оние напукнатини. Постојат држави веќе, многу посовремени, каде што законски не смее да има дупка. Не смее да дојде до тој степен, поради одржување. Ние денешно време може да видиме дека во место каде што треба да ги апсорбира водите, имаме дрва пораснато, имаме истурено асфалт. Тоа е таа негрижа која што многу директно влијае на самиот буџет. Ние велиме се дале 8 милиони денари за реконструкција на некоја улица, меѓутоа не се грижиме да тие наредни 8 се дадат за 25 години. Зашто би ги дале за 8, 9, 10 години? И тоа е тој сегмент на одржување на улица кој што треба да отиде на малце на повисоко ниво во државата. Еве што значи еден пластичен пример, напукнување на главните улици во градот, па и автопатиштата, би требало да се санираат веднаш со оние што ги гледаме во други држави, тоа се вика со битуменска емулзија, тоа е направено како црн катране и во самите пукнатини се става тоа го спречува понирањето на водата и на солта во зимско одржување да се прошират тие дупки. И тоа значи тоа треба асап да се прави штом се појави. Че кор понапред, на сите автопатишта во современите земји има софтвер. Тој софтвер е поврзан со специјализирано возило, кој што од време на време на одреден временски период од недела, од 10-15 дена, прави снимања. Сите податоци за абење на асфалтот, за спуштање на колотрази, за сите работи ги регистрира во софтвер. Тој софтвер после 5 години дава околу 95% сигурно кога повторно ќе треба да има реконструкција на овој пат. За 10 години скоро 100% дава информација. Таа информација која ќе има предпријатието за државни патишта или за улици и патишта, ти навремено се знае кога треба да се проектира понова реконструкција, рехабилитација, да се обезбедат средства навремено, да може тоа да отиде не пречено. Ако ние дојдеме до ситуација каде што има огромен број на дупки, на слегнување на асфалтот, тоа веќе е проблем за целото население. Неретко гледаме на автопати автомобили сврлени на страна поради тоа што имало обилни дождови кои што се насобрале на самиот автопат и автомобилот изгубил контрола врз своето возило.
Имаме ли ние такво возило за детекција? Тоа ме подсетува нешто како оние железничкине лабораториски возила кои одат преку железничката пруга, постојано мери колку е изабено, колку е расширувањето, проширувањето и така на дисторзијата. Па веднаш, бидејќи кај железници малце попипава работа, мора да биде прецизно. Ние такво возило дали имаме? Јавното предпријатие државни патишта 2016 година некаде ја почна оваа програма и мислам дека веќе почнува да се реализира. Дали имаме такво возило за мерење? Верувам дека го имаме возилото. Аха. Значи тоа работи со камера, со ултразвук, со инфрацрвена? Сигурно има огромен број на сензори на него прикачени, поврзано со софтвер. Тие информации што ги зема од самиот коловоз, директно ги става во софтверот, кој што му треба навистина подолг временски период да го научи однесувањето на асфалтот на тоа место и на колку е подложен на дворешни влијанија, односно број на возила, на студени зими, на топли лета, да направи некоја калкулација за колку време кога ќе треба да има наредна реконструкција на тој пат. Како треба да изгледа асфалтирање на една улица? Не зашто, не само улица, туку и пат. Ти си претежно за улиците во градов. Дали треба има разлика помеѓу асфалтирање на автопат и асфалтирање на градска улица? Не. Постапката е иста. Зависи само употребата на материјалите, на типот на асфалтот, на оние работи кои се во подготовка на предасфалтирањето. Така да асфалт е асфалт. Зависи само кој примеси ќе ги ставиме. Знаете, дали ќе биде обичен асфалт, дали ќе биде полимеризиран, од какво потекло ќе биде самиот состав, дали ќе биде варовничко. Ајде збори ми повеќе, бидејќи јас немам знаење зошто има разлики во асфалтот и кој асфалт за каде се користи, што значи тоа полимеризиран, дали има некој податоци, јас знам тоа е битумен со песок и точно. Тука завршува моето. Формулата горе-доле таа е. Во зависност од се постојат рецептури на производство на асфалт, во зависност каде ќе се стават. Ако се работи за помали улички во рурални делови, самиот асфалт е поевтин. Имаме наједноставен асфалт, тој се вика БХНС, кој што е песок од варовничко потекло, битумен се нанесува. Додека за брзите коловози, каде што возат и навистина поголеми потешки возила, каде што имаме камиони, имаме транспорт на стоки, се нанесува друг тип на асфалт, кој што е со поголеми. Прво, самите адитиви се многу поскапи. Адитиви. Зошто се стават и какви адитиви? Да има поголема издржливост. Тоа се како гранулати, се стават во самата рецептура, дали се полимеризирани, дали се сплит мастик, тие ја одредуваат самата формула до колку тежина и оптоварување може да истрпи тој асфалт. Например, ако ставиме базичен асфалт, што ги ставаме на малецки улици, кога дојде некој голем камион, натоварен, бетонска мешалка или било што, имаме сериозно со тек на време слегнување на самите улици. Дури најмалку барем траговите од гумите знаеме, ако е потопло времето и да ги видиме трајно да се поточи. Точно, тоа е најновите рецептури кои што се користат, на пример, во Париз на Шанзелизе, се оние кои што ја абсорбираат дождот, го абсорбираат и ни самите отвори полека према самите падови од страна оди во атмосферската канализација. А тоа го видов, ама тоа бара посебна подготовка за дренажа под нивото на асфалтот. Да, тоа сте го виделе, оние пример кај што е цистерна истора вода и целото тоа е веќе за мали површини, не е за големи површини, меѓутоа нешто слично направено кај трговскиот центар Бисер и Капитал во аеродром. Тако покрупен тип на асфалт, каде што водата не задржува. Многу полесно иде полека према самиот пат, према страничните сливници. Така, хидрофобичен станува, значи самиот асфалт. Треба да биде хидрофобичен, не треба да држи водата. Имаше едно време законско решение од казна од 50 евра, ако како пешак биде испрскан од возило. Се уште тоа важи? Кој е тоа решение? Треба се стремиме да немаме вода на самите коловози, а не да ги казнуваме водачот што случајно често го испрскал пешакот. Тоа си во право. Так, не секогаш сакаме, нити имаме можност да го одбегнеме тоа. Сите, и ние кои сме биле испрскани, и ние кои возиме, се случува тоа, но навистина, но кога доаѓаат оние... сега, ми се навреа многу прашања. Синоќа покажав, не синоќа, прек синоќа покажав руски автопат, каде што Сибир, каде што самите руси тераа мајтап колку големо количество на асфалт се фрлаше на патот. Тоа е некој прав пат низ шума, очигледно е Сибир, доволно
нели, познаваме спрема конфигурацијата на шумите. Значи, Синиша, не говорам за 20 или 30 сантиметри, говорам скоро метар. Метро. И сега, ја читав дебатата на социјалните мрежи, каде што беше објавено, дека прво као пофалба, руските стандарди не штеделе, тоа бил државен пат, бидејќи тој може утре и да се користи за тенкови ракетни единици, цели дивизии да поминат преку него, па да се користи како аеродром, но други велат, џабе е тоа толку вика се е до подлогата, бидејќи зимно време на минус 50 степена овој ќе испука. Така што ми интересира таа работа, дали тие адитиви токму можат да го спречат и дали нешто се добива ако се има поголем слој на асфалт или напротив побитна е многу една стабилна подлога преку која ќе може да се стави и мал слој асфалт, ама да биде рамен. Овдека имаме ситуација каде што сите фази се важни. Од проектирањето до завршниот слој. А пред да се асфалтира таа подлога мора да даде одреден степен на напиеност, коефициент, кој што се следи од страна на надзорот и дури кога ќе се усогласи дека тоа ги задоволува стандардите, се дозволува асфалтирање. Значи подлогата е премногу важна. Кај нас имаме случаи во Македонија каде што гледаме дека иако имал добар асфалт, пропаднатиот тој асфалт не била добра подлогата или тој асфалт не бил адекватен за таа делница каде што поминуваат многу често тешки камиони. Идеме према Претвар, има многу голем проток на товарни возила и гледаме дека тамо некој време по асфалтирање добивме колотраси. Така да тоа е асфалтот или подлогата? Може да биде асфалтот. Како да се избегне тоа? Тоа мора да се стави асфалт кој што издржува многу поголеми оптеретувања со подруга хемиска номенклатура. Што е проблемот? Не сме толку многу богата држава да можеме стандардите ги знаеме секаде. За среќа наша во државното предпријатие за патишта градежниот факултет е вклучен во сите големи проекти. Тие се најстручната институција во оваа држава за проектирање, за надзор, за изvedба на автопати. Го знаеме начинот кој е. Меѓутоа, ако цената на асфалтот, да кажам, во 1 сантиметар квадрат, во 1 метар квадратен е прилика околу 1000 денари. Карикирам со цифрата, би била 2000 денари во неквалитетен асфалт. Ако тоа кошта 8 милиони евра, бака би коштало 15 милиони евра. И не секогаш потребите, знаењето содействува со буџетот, а па правиме грешка кога правиме краткотрајни решенија, викаме да нема пари за тој асфалт и го ставиме понеквалитетниот. Меѓутоа ќе дојдат за брзо години каде што ќе мораме пак да го ставиме оној квалитетен асфалт и тогаш дупло плаќаме. Добро. Како не научивме до сега никој зборам. Значи од осамостојувањето наваму, нема да ги речкам претходната нели во Југославија, нашите градоначалници, бидејќи тоа се подразбира дека истото се случуваше. А тоа е, например, местата каде се автобуските постојки. Значи, тоа за помалку од година дена, тоа се румби, тумби, тоа се испакнувања, влабнувања, тоа е распукан и така натаму, особено се случува претоварен летно време, 50 степена, дури и 60, тоа е сериозна температура со притисок, доаѓа до деформирање. И се прашувам, па добро, нели е можеби на автобуските постојки можеби подобро да се стави бекатон или да се стави друг материјал, бидејќи со асфалтов не излегувам. Друг тип на асфалт. Како? Одговор кажувам, друг тип на асфалт мора. Со тоа се имаме случено многу пати во самото минато, пример кај централниот регистар на булеварот Кузма Јосифовски Питу, на самата постојка пропадна после асфалтирање, се стави оној поквалитетен, поскап асфалт и многу подлого време задржа трајност. Кога викаш поквалитетен, тоа се адитивите. Адитиви. Дали полимеризиран, дали сплит мастик, кој што кошта навистина многу повеќе. Многу повеќе. 50 на 60-70% во зависност. Колку чини, бидејќи ми се чини едно се консултирав со тебе, паркинг просторот е кај ја што се паркирам, но претпоставам и кај другиве нешто ќе им текне можеби. Е ново градба, па ставено е бетон и тогаш правевме некои математики што повеќе ми се исплати со станарите да се договорам
дали да го асфалтираме, што ќе биде многу меко, елегантно и така натаму, но сите излегува и ти ми рече дека е многу поевтино да се иде со бетон. Ми беше малце нејасно дека бетонската кошулица би била поевтина од една кошулица од неколку сантиметри асфалт. Колку чини самиот асфалт еден, да речеме на еден споредна уличка, нели, каде што не се планираат автобуси, тешки возила. Немам представа колку е цената на метро асфалт или квадрат. Мала математика ќе направам. Да. Тоа веројатно сум кажал дека сум дал предлог на бетонски плочки, бекатон, а не бетон како решение. Тоа е доста поевтино и ако има некаков дефект, многу полесно се вадат тие бекатонски плочки, се санира дефектот, потоа ги затвараме пак. Со асфалтот како мала зидница на станари треба повторно да ангажирате нека компанија која што не е интерес да дое специјално за вас за неколку квадрата, така да од тој аспект попрактично е бекатонски плочки, плюс вие како станари сте со нормални лесни возила и нема да направи проблем за тој бекатон да трае многу долго време. Вака да ви кажам. Сега, да не идам у детали, знаеш зашо се работи, зашо инсистирав ја на асфалтот. Затоа што тој паркинг, тој бетонска плоча, под него се наоѓа подземна гаража и бекатонски плочки тие се пак имаат дебелина и голема тежина, плюс и самите автомобили, така што ме интересираше. Ние останавме на она базичната плоча која е поставена, кренавме раце заради сите ризици и така натаму, во некој догледно време. Кога ќе се случи беља, ќе ни дојде памет. По обичај, како нас. Колку е метар квадратен асфалт? Зависи каде се работи. Не ми викај зависи, значи најобична. Во споредна улица. Споредна улица? Да. Тамо нема потреба од огромен слој на асфалти. Ќе ви кажам, отприлика треба 7 см асфалт. 7 см, 7 браво. см, тоа е поедноставен асфалт, тип на БХНС, кој прилика би чинел околу 1000 денари, само асфалтот, околу 1000 денари за 1 метар квадратен. Колку чини? Со се работна рака, значи ископ, луѓе, ставање на тампон, може би да дојде и ваљак, може да дојде на 1600 до 2000 денари. Така. Па тоа не се чини дека е нешто премногу скапо. Па не е премногу скапо, ама 300 метри улица со некој 6 метри ширина би дошло некаде околу 1 милион и 300.000 денари, ако не рачунаме подготвителни работи, околу 40 на 50.000 евра, комплетно све. 300 метри улица. Да, отприлика. Кажувам, математика направена во моментот, може би грешам некаде, меѓутоа горе-доле тоа е. Да. На реконструкциите на главниве градски улици, моментално се става 12 см асфалт, најчесто некаде 18. На најпрометните збориме. Да. Така. Ги гледав баш летово. 7 см имаме БХНС и горниот слој уште 5 см, дали АБ, дали полимеризиран или... И квалитетно ние тоа го правиме или? Не знам, ќе видам. Јас имам чувство дека некако лифтерно се тераат тие работи. Се движам на улиците цело време, низ градов, не гледав огромен број на надзори, на инженери. Имам видено случај каде што се асфалтира без претходно да биде издувана прашината, например, или ситниот песок, кој што не сме се случи да остане под асфалтот. Асфалтот мора да имаме изгребан стар асфалт при реконструкција, ставено битумен, тоа е спојна супстанца и горе да биде новиот асфалт. Никако се доживеа лефтерно, барем ја така го доживеав лично, за пофалба дека се сработило нешто, не дека тоа е доволно, тоа е многу далеко од доволно, ако мене ме прашувате, меѓутоа видете, можам да почнам со личен пример. Јас кај вас доаѓам во емисија каде што знам дека ќе ми биде топло. Јас сепак го ставам ово дело, Ја као домаќин уклучувам клими. Па се го ставам ово дело, ја ставам кошулова од почит према вас како водител, како према телевизијата, према секој што не гледа вечерва и према она што сум го работил или го работам. Така. Кога ќе видам избрани, именувани или било какви лица, никако лифтерно отидени на објект, без разлика дали има изјава или не, со завртени кошули, со некој скопски сленг во стил шо, сеа, доовме и такви работи, не го земам за сериозно. Па дајте малце повеќе почит према секој граѓанин што платил буџет, према оној што го направил тој булевар, што го платил тој булевар.
дајте се почет према самиот себе што толку време си потрошил да го изработиш тоа некако се го земам не го земам за нешто сериозно, пошто реконструкцијата на улици, на булевари, не зборам само за Скопје, за секоја општина, дури на главните државни, регионални, магистрални патишта, експресни патишта, одржувањето е законска обврска. Значи, од МВР се јавувале понекогаш и викале ќе ви следи казна како предпријатие доколку таа дупка не биде затворена. Вие на времето имавте кампања, заради која нормално сегашна власт ви исмеваше тогаш, а тоа беше пријави дупка. Поточно баравте од граѓаните да пријават каде има дупка и веднаш реагиравте на пополнување и така натаму и така натаму. Ме интересира. Би го направиле ли тоа повторно? Сметате ли дека беше сериозно? Бидејќи најрелевантната критика беше па ворете тоа, но мислам дека би требало улици и патишта и тоа како да имаат увид во се што е улица и патиште во градов. Може ли такво нешто? Колку улици и патишта има во километри градов? Вака, согласувам за дел од критиките, дека тие граѓани го плаќаат тоа предпријатие да биде успешно во она што го работи. Меѓутоа, огромна е површината на под улици, под ингеренции, не секогаш може да се пријави тоа. Зашто не би отворила некоја линија која што би била достапна за секој граѓанин да пријави дупка? И тоа беше доста успешно стартно. Да? Да. Имавме преку 200 до 300 повици дневно. Дури не можевме да... Како? Повторете? 200 до 300 повици имавме на ден. Во првата недела дена од прилика. Значи немавме тоа во континуитет нормално, тоа со тек на време паѓа. Меѓутоа, дојдовме до еден проблем кој што не толку многу добро го предвидовме. А тоа е? Тоа е прекопи, на пример, од ефекти од водовод. Тоа е приклучни инсталации, атмосферски канализации на приватни инвеститори, кои што ненавремено го санираат. Меѓутоа, во перцепцијата на граѓаните, тоа е дупка. И нив не треба да ги интересира дали е тоа под водовод, или е под улици, патишта, или под приватен инвеститор, или е дел на некоја друга активност. Па сигурно не сте вајда задолжени само за дупки од метеори. Јас согласувам за тоа. И затоа имавме успех, меѓутоа моравме да го правиме оној притисок врз другите поврзани предпријатија или општини или било што да понавремено се санираат тие работи. Да, така да успешноста дали пак би го направил, можеби би го направил ако добиваме една сигурна увереност од релевантните институции дека и нивните обврски навремено ќе се ги санираат. При тоа, од приватниот сектор имаме навистина иритирачки ситуации, каде што градби на нови згради или на нови деловни објекти, при поврзување на нивните канализации, дали атмосферски, дали фекални, небитно, прават ископ на самите улици сервисни каде што живеат граѓаните. Не само што не ги затварат, ги остават отворени по 4, 5, 6 месеци, ќе ги затворат колку да не добијат некоја каза до инспекциите, тоа пропаѓа после некој време на секој одење дома, да некој удира во дупка. Тоа е малце иритативно и ја прави целата глобална перцепција дека дупките во градот не се затварат. Добро, иако е нивна дупката, зошто не правите она што, например, не би се правело или не го правевте и не се прави? Например, ќе ви кажам еден пример од Европа, каде што, и тоа не зборам некоја напредна земја, па не знам колку е далеко од нас, го запустува дворот, обраснува, добива неколку опомени, не го прави тоа, му доаѓа екипа паркови и зеленило, го шиша тоа се што виси од дрвото на улица, на двор, тротоар што одзема простор и така натаму, цален бите сметка. Зошто истото, например, не би можело да се прави? Например, зошто сте губеле енергија? Да, пополнија дупката и прати му ја фактурата на тој. Си имал дупка, ние го коригиравме тоа, бидејќи вие не го направивте, молим лепо, и после бркај го за пари. Блокирај му сметка, фала лепо. Тука се согласувам во целост. Јас сум лично поборник за порестриктивни решенија во Ја ви гарантирам дека секој граѓанин ќе ве поддржи за вакво нешто. Бидејќи граѓаниве сакаат ред. Бидејќи граѓаниве, знаете што, разочарани сме од демократијата. Слободата ја свативме само како можност за крадење, манипулирање, набивање цена и губење на јавниот интерес. Па секој граѓанин сега, ако ги отворам телефон, не ги отворам, ако ги отворам телефоните, ќе ви рече,
Како бе тоа на булеварон има куќе искач? Абе ќе го решиш како, не, Уставен суд ќе му одреди цена. Толку ти е, мора да се повинуваш и пријатно. Крај на програмата, па не збориме за национализација или губење на права, ама не може личните имотни права да бидат, кои се неприкосновени сегде во свет, да бидат над правата на мнозинството. Каде што, еве, ја разбирам, овој човек стварно треба да се обештети и да му се дае што треба. Бе, човек загина, се удри у таа куќа. Па ја не знам, ја ќе ја слушам. Да живеам со чувство на вина и еден ден пред Господ, да речем, синко, можеше нешто да направиш? Можев, направи, не. Добро, окей. Еве, што можев да направам? На таа тема согласувам максимално дека треба по-храбри, по-смели, по-одлучни решенија во градот, каде самата дирекција на улици патиште на партизански одреди булеварот, од Соборен храм према центар. Решивме да ги ослободиме тротоарите. Ако ви текнува до пред неколку години, тие тротоари од двете страни, и ке Пазарот, и ке Боњаковец, во Ложина према Рузвелтова, према Карпаш 1 беа целосно забарикадирани од возила. За волја на вистината и пофалба и до овој градоначалник, стопчиња сега ги става и он. Точно. Кај Броз, кој никогаш не се става и така натаму и така натаму. натаму. Таму беа поставени уште од времето. Меѓутоа, активноста нека продолжи. Тоа е добро, нека се знае. Меѓутоа, преска имавте критика за катни гаражи, ја велам не. Тие треба се градат за да бидат функционални, дека тие возила мора да паркираат некаде. Не, така е, се шегувам, ја карикирав. Скопје му фали уште толку катни гаражи. Согласувам. Апсолутно. На Скопје му фали за да не паркираат на улици, да не паркираат на тротоари, он мора некаде. Како ќе го решиме проблемот? Како успеа? Прага има улици како што се, значи стара Прага, комунистичката Прага. Не е поразличен град од Скопје. Како они успеа старите делови да го решат сообраќајниот систем? Еве, не ве прашувам за Прага, ама Прага ми е најсветол можеби пример како еден стар град препон со автомобили успева да го реши тој хаос. Шпекулираме, ако не е твоја. Продолжувам. Може да има и подземни гаражи, кои што ги има во многу метрополи во самиот центар. Втора работа, нашето јадро на најтесен круг во сообраќај се одвива неколку километри. Во Прага и во големите градови на вистина преку 15 на километри имаме распон на тесен сообраќај. Берлин што е град од 4 милиони жители, никогаш нема да видите на семафор повеќе од 5-6 автомобили. При тоа што нема класичен центар. Предвидено архитектонски е секаде да биде рамномерно. И затоа го имаме тоа решение кое што е многу подобро од нашето решение. Затоа треба да има многу подобри решенија. Не знам како град Скопје ќе го улесни сообраќајот со затварање на центарот во Скопје. Еве, ако од една страна е добар потек, меѓутоа сообраќајно не е добар потек. Има многу студии направено претходни кои што ги разговарав со моите колеги, кои што велат дека таму не може да биде пешачка зона. Леле, како ќе те демантирам, Синиша, сори. Ако? Ама што би рекле, морално беше. Уште нешто, демантирате ме врз база на истражувања, калкулации и бројки. Јас ќе те демантирам врз база на интервју со Коце Трајанов. Коце Трајановски овдека во емисијава за затворање на централното градско подрачје. Одлично. Значи, таа идеја што ја кажа Шилегов, прв пат е кажано овде во мојата емисија, Коце Трајановски ја кажа дека он планира улицата Рекорд таму до да биде затворена до Собранието. Како што би беше прашањето? На различно мислење од Коце Трајановски и Петра Шилегов. Мојот став е ќе го видиме по реакциите кој ќе затвори таа улица од Капорта Македонија. Добро. Натака према Јосиф Брос. Добро. Дека ќе биде сериозно оптеретување на сообраќајот на други. Не до Јосиф Брос. Не до Јосиф Брос. Сега ќе ти кажам што беше. До Палома Бјанка. Да, до Палома Бјанка. Еве сега да ти кажам што беше идејата на Коце Трајановски. Па супер и ако не се согласуваш. Апсолутно се согласувам. Си имаме своје мислење. Ја мислам дека еден добар крст помеѓу улица Македонија и ова како пешачка зона е сон. За мене ја одма би го направил. Пешачка зона по мене треба да има, ја му го кажував тоа на Коце. Од музеј на град Скопје до Бит пазар. Добро. Сори, добро. Ја имам право да малце, нели, цитирам филм. Еве, ќе отидеме сега на Google Earth. Ќе отидеме и ќе се спуштам со... Чекај да видам. Не,
Да, ова супка и полома бјанка. Сега ќе се спуштиме. Значи, и ќе ти објаснам. Па ме интересира за ова сообраќајно решение. Значи, идејата е, да идеме до раскрсницата, до каде би требало да биде... Тоа решение е доста добро, ако успееш на подземна сообраќајница која што излага од влада до булеварот Кузма Силовски притока Кочо Рацин. Имаме бајпас направено веќе и тогаш може да размислуваме затворен пешачки појас. Вака, идејата на Коце беше после, значи откако пропадна планот да има подземна најубавата работа која требаше да понира од Соборен храм до транспортниот центар, до железничката станица. Значи, оваа улица се затвара, станува пешачка зона, со тоа што оваа се проширува како булевар и овдека имаше, он лично го нагласи... Малку само стоп, тука ве молам, тука лево ќе прошириме? Нема место. Десно. Добро. Десно се проширува со тоа што овдека Google Earth нема отидено, ќе морам овде да дојдам. Треба да дојдеме до зградата нема простор за булеварско решение таму. Ќе дојдеме, ќе им се возили на луѓето со коли под тераса. Да, така. Тоа беше планот и оваа зграда Мите Макоел се сложи да го сруши овој дел, за да можат во две широки ленти да поминуваат и автобусите и да се заокружи централното градско подрачје. Арно, ама, мојот сон тогаш за пешачка зона од овде до Битпазар пропаѓа. И зошто упорно, Коце го притискав, ако веќе остануваме, зошто никогаш не се направија подземни премини овдека, кај Рекорд, на улица Македонија, за да може да функционира преминот на пешаци. Ние сега имаме семафорско едно решение, кое на ништо не личи и никој не сеќа. Идејата, Коце вака ми објасни, ми рече следново. Многу е скапо да се прави подземен премин од овде до овде, да нема запирање на сообраќајот. Ми идејата со тоа што многу скапо би било такво решение. Ја му реков, викам вака, ако го направите ова ќе биде ваш. Доле барем 10 дуќани ќе има. По 5 од секоја страна. Да ги рентате или продавате, за 5 до 10 години парите ќе ги вратите и ќе бидете уживќар градов за секогаш. Во централно градско подрачје, бидејќи ова е решение кој го има во Белград, во Загреб, секаде го има. Само кај нас не го применуваме. Кај нас ние правиме надземни. Имаме подземен кај Трговскиот центар Скопјанка, кој е затворен, не функционира. Апсолутно не функционира. Не е и кога беше отворен, не знам дали е затворен сега. Луѓето претрчува пред коли на булеварот, скокаа преку онаа средишна ограда меѓу двата правци. Тоа уште го прават и беше нефункционална. И кај што нема, они газат преку Партизанска, Јане Сандански, они цапаат укал до пола, ама не ти иде на пешачки пат. Да? Исто така. Скоро нефункционален. Кај Битпазар мостот, скоро нефункционален. Така да оне сен за такви решенија не сме на големо ниво, го немаме, меѓутоа овдека би било добро, претпоставувам имало некои истражување за тоа. Дали би иделе со некои разговори во врска со значи во следниот дел сега ќе направиме малце кратка пауза, но за следното би разговарал. Градежни дозволи, градежната оператива, градењето во градот, бидејќи тоа се главните финансии од кои градот после ги вложил. Втора работа, алтернативни сообраќајни решенија во градов, а тоа е градски превоз, метро, тролејбус, трамвај. Ми интересира да шпекулираме со твои сознанија и твои размислувања во вториот дел од разговорот. Така се согласувам. Времено. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза. Ако имате прашања, пратете на мојот Facebook профил, ќе се потрудам да му ги поставам на гостина. Алтернативен
транспорт во градов, дефинитивно единствено решение што го гледаме велосипед. Но, пред да почнеме да збориме за велосипед, велосипедски патеки или било што друго, бидејќи некако ми се чини дека таа битка е одамна изгубена, да ве прашаме на работа, како предпријатие кое се занимава најчесто со корекција, одржување на улиците и патиштата. Добро, што е проблемов? Асфалтот ли е, памет ли е, градежниците ли е, нивелирање на шахти? Отидовме на Марс, летавме, ние шахта не знаеме да нивелираме. Памтам, уште кога Ристо Пенов почна со првите крпења во градов после десетици години, рече, еве, ги нивелираме шахтите. Викам, Бимбер и Ќатварсен тргна работа. Арно, ама, сите нивелираа, ама тоа нивелација никогаш не траеше или не се направи добро. Што е проблемот? Да се качиме на Марс и таму ако има шахта и таа пропадната ќе биде. До таму е дојдена работава. Прво користиме стари типови на шахти. Мизна сме добро. Реално. Стари типови. Стари, по 50 на години. Значи, болje да ги замениме, него да им го брусиме сонцето. Тоа што брусење на сонцето не ми се коментира. Стари типови на шахти користиме. Буквално многу одамна. Има посовремени. Една шахта отприлика, само металниот дел, кој што има конструкција надоле, кошта околу 150 евро отприлика. Плюс минус. Има многу посовремени шахти кои што коштат околу 300, 400, 500 евра, кои што имаат покрај оној дел што се става внатре во асфалтот, имаат како дел кој што иде врз првиот слој на асфалт или врз преходниот асфалт, кој што е потешко да пропадне. Тој градоначалникот на центарот Добрович го проба кај улицата кај Бевели Хилс и доста долго време издржаа тие шахти. Можеби биле наменети за полесен тип на возила, меѓутоа не ги дигнавме. Гревото е, жално е да се вози по убав коловоз како на Линденска, како на Досего Логанов или Борис Трајковски, да удираме во пропаднати шахти. Шуму ни е нов булевар, ако ние пак удираме од дупки. Освен ако имаш камен у бубрек, па да си помогнеш некако да го истернеш. Се шегувам, карикирам. За жал, многу поретки се тие случаи. Таа обврска е на предпријатието улици и патишта. И толку. По статут е можеби на водот, меѓутоа улици и патишта мора да го прави, не го прави. Не дека не сакаат, не дека не сакав, тука малце ќе префрлам вина на градот. Тоа предпријатие е за одржување на главните градски улици, создадено, основано од град Скопје за одржување, не за изградба. Ние го направивме тоа предпријатие да мора да прави цели паркинзи, цели улици, цели други работи. Погрешно. Мојот став тогаш, сега и секогаш. Тоа предпријатие мора да ги решава ние колотрази што ги говоревме кај автобуските станици, мора да идеме на крпажа на ударни дупки, мора да ги подигнува шахтите, па тогаш, ако остане слободно време, нека прави велосипедски патеки, нека прави улици или ред други работи. Желбата, амбициозноста се направи на градоначалникот на Скопје, да се направи повеќе на сите градоначалници на Скопје, од прв до последен, да се направи повеќе, таа е добра желба, таа е афирмативна желба. Му дава повеќе работа на предпријатието и тогаш предпријатието ја губи својата основна функција на постоење. Санација на дупки. Кога последен пат задниве 2-3 години сте виделе вие на улица во град Скопје машина, гребалка на асфалт да гребе, да засекува прави површини да крпи дупки? Не сте виделе, не сум видел. Единствена крпажа по главниве градски улици, правилна крпажа, беше пред Скопскиот маратон некаде во мај и толку. Не дека немаат гребалки предпријатието, имаат, ама им се дава и многу странични работи кои што не може да ги стигнат овие. Меѓутоа, треба да има тука и желба менаџерска да се посветат малце повеќе. Зошто толку трае обновувањето на улици долго? Зошто не се работи навечер како секаде во светот? Така го почнавме разговорот, а уште еднаш ти го поставувам прашање. Возможно ние да направиме во некој разумен рок. Нема улица, дали е 20, 50, 100 метри или булевар кој не траел со недели. Кршење, коли, трескање, прашина, загадување, ама све у работно време од 7 до 15 часот, после. Зошто не се работи у 3 смени? Зошто? Мислам, што е вашето сознание? Зошто вие, кога бевте и работе,
не работевте у 3 смени? За овие ќе го прашам градоначалникот, нели? Ама предпоставам дека истиот одговор. Горе-долу, да, трета смена единствено е ноќното летно бележење на градските улици. Тоа се работи трета смена. Можело, така? Можело. Што е еден практичен проблем. Добар дел од вработените во улици патишта внесени директно во оперативата доаѓаат од периферните делови од Скопје. Трета смена буквално нема градски превоз за да ги донесе до работно место. Не секој доаѓа со автомобил. Абе не ми се верува што ми кажеш. Да. Абе не ми се верува што ми кажеш. Јанко, реален проблем. Реален проблем. Значи преку 70% од оперативата ги доаѓаат од малце подалеку на населени места. Од каде што не секаде тоа проблем. Ноќно бележење кога имавме на улиците, дори се трудевме да помогнеме околу транспортот. Тоа е помал проблем. Втор проблем. Самата работа на правење, градење, реконструирање на улици не е затворено во бабл, туку сме поврзани со многу други институции и фирми. Ако има потреба моментално од нафта, например, за производство на асфалт, таа фирма не работи после 3 сат. Ако дојде итна потреба за, не знам, за бетон, за било што, не секоја фирма работи, така да активностите се малце поврзани повеќе и со соработници. Не дека тоа не е предвидливо, меѓутоа бетон да вградиш, никој нема ти работи ноќно време со базата. Земи го преку ден, до вечер ќе се стврдне. Еден аспект. Ама знам дека мешалката ако стои и врти, дека затоа што сум гледал приватници кога градат кај мене у соседство, ја дерман немам со години, значи па знам да видам до 3 до 4 са бајле по 30-40 мешалки си чекаат на ред да дојдат гр и само си вртат. И викам, зошто врти? Вика за да не се стврдне бетонот. Значи можело. Добро, се работи за поголеми количини на бетон, не може туку така. Да. Така. Не е оправдано. Дека може да се работи. Значи да си градоначалник можеш да направиш да се работи во 3 смени, така? Некогаш може, на некои објекти може. Делимично. Не секогаш, меѓутоа е изводливо. Ако алудирате на тоа дали може да се реконструира улица преку ноќ, да се работи ноќно време, не преку ноќ, може. И заради безбедносни причини, и заради... Добро. Но сме го работеле тоа понекогаш. На целосна градба, на нова делница, дали дење, дали ноќе ќе се потрае. Тоа го правевте на булевар Климент Охридски. Ноќно време, на Јосифовски Питу. Кога се прошируваше булеварот. Добро. Кузман Јосифовски Питу, кај центарен регистар, исто така ноќно време се гребеше асфалтот од двете страни, меѓутоа не е нешто што може да заврши за 2 дена, па да е битно. Меѓутоа нервозата која се случува преку ден е поважна него другите работи да се избегне. Јадранка кому се сосна на косе, доста главата ми пука. Па ја убедува кутриот, а јас со точак ги слушам од страна. Ништо заборај го муабето, са ја јадам бурек, нели, нема везе. Ама жено мораме да го завршиме. Детето ми е болно. Не знаеш како да им угодиш на граѓаните, ама не треба да бараат граѓаните, оној кој живее во централно градско подрачје, не може да бара мир и тишина. Едноставно осуден си. Сакаш рад, ќе се живееш у приградски населби и секој што е паметен и културен се трга. Центарот треба да е бизнис центар и крај на програмата. Ја, Синиша, искрено сум за тоа центарот да го затвориме и да биде пешачка зона. Зошто мислиш дека нема капацитет со кружно заобиколување, дека тоа не може да го Не е лично мислењето. Не, твојата анализа. Сум го базирал во разговор со враќани инженери. Така, што викаат? Од постари кои што викаат нема да помине тоа лесно, дори и како комисија спремаме една тема околу оваа работа која што ќе елаборираме. Зашто сметаме дека тамо не може да биде. Секогаш за се има за и против, меѓутоа треба да натежне она што е разумното и доброто за граѓаните во градот Скопје. Така. Така. Предпоставувам дека добро, постои ли по тебе шанса, теорија, сега те водам у спекулација, можеби не ти е стручно. Зошто да нема еден ден пешачка зона, сабота или недела? Многу градови во светот, метрополи,
главните сообраќајници централни ги затвораат во недела, кои служат за шетање на фамилии, обично излегуваат со кучиња, мачиња, со дечиња, со колички, со велосипеди, со тротинети. Тие што живеат у централното градско подрачје. Не гледам ништо лошо да се затвори улицата од Јосип Броз до, не знам, до Зоил, до Црвен крст, и таа во недела да биде. Нели, ја затвораме за маратони, ја затвораме за све, па затворите у недела. Ете, екологија, малце ќе излеземе. Кај сега ќе седнам у автомобил за да идам до Сарај, бидејќи морам со автомобил ја до Сарај да стигнам. До Матка, не можам да идам со велосипед, мене ми е преголем залак, или до Велешко езеро, или не знам каде. Еве, например, тебе те користам теоретски за добро да звучи. кажам, Добро. па да видиме дали теоретски е вакво нешто возможно, бидејќи ја не го измислувам, гледам на YouTube во големи градски центри дека се прави такво нешто. За време на викенд ја не гледам дека има тука проблем и дека ќе има некој посериозен застој. Ако она што преска реков дека нема да помине преку работни денови, за викенд нема да има никаков проблем. Ако некој со автомобил заврти плюс 500-600 метри и го заобиколи она најтесниот ринг на центарот на Скопје. Thank you very much. Се надевам ќе се кандидира за градоначелник, ако се согласи за Немам некакви политички амбиции, меѓутоа на вакви теми сум секогаш отворен. Види, ја не сакам да ми биде градоначалникот политичар. Ја не знам како сакаат граѓаните. Но знаеш, го исмеваа Коце, зашто кога ќе заврнеше Кутрион, како од канализации идеше со цистерните да отнува шахти и така натаму. Мене ми се допаѓаше тоа. Мене ми се допаѓа и на Шилегов кога му пукна филмот, кога отиде да се кара и расправа со таксистите, кои се наталожија едни преку други пред... Значи, ја не чекам да ми бидат принцези и кралици со круни градоначалниците, туку оперативци, луѓе кои разбира што е канализација, кои разбира што значи калабалак, кои што значи асфалт, значи не ми треба политичар. Мене ми требаат луѓе кои си ја разбираат работата. Политичари, ене ги имаме 120 души, јака ни душа што раниме и по име. Не се, у собрание. Спомна преска упаузата една многу поразителна реченица, ќе ја повториш ли? Која? Дека те прашав дали да отвориме муавет за велосипеди и велосипедски патишта, ти ми рече многу кратко и поразително too late. Дека овој град ја изгубил шансата кога требал да ја гради таа инфраструктура. Зошто и што е алтернативата? А гледаме дека свеста е се поголема. Од електрични тротинети, велосипеди се повеќе, значи луѓето сваќаат што им треба. Too late дека е предоцна од аспект не секаде може да се направи посебна велосипедска, посебна пешачка патека. Алтернативата на велосипедска патека засебна е велосипедска патека на коловоз. Дали тоа функционира? Делимично да. Тоа го направивме на булеварот Климент Охридски некаде од 2016 година, од потегот од Соборниот храм према Нова Македонија и функционираше со обавезно поставување на заштитни конуси, меѓутоа од време на време пак ќе се појави некој што ќе паркира баш тама, пошто баш сега има минута време работа и таа минута станува 15 на секунди, а 15 на минути го приморува учесникот во сообраќајот на велосипед, тротинет или како и да е, да отиде во втора лента на коловоз. И тоа е нешто што е малце ризично, што мора многу да се контролира, со навистина заселен надзор од страна на полицијата и малце зголемени казни. Без тоа велоград нема да не постои. Оне проект што го започна Куца Трановски, гледаме дека продолжува, можеби не со ист интензитет, меѓутоа е за поздравување Скопје да добие што е можно поголем број на велосипедски патеки. Макар и на колово. Сега мислам Кочерац беше булеварот кај Олимпискиот базен, гледам дека има предвидено велосипедска патека. Да, на коловозот и тоа прилично голем и прилично широк. Додека не стават заштита физичка, мојот совет е да не ни помислуваат тоа да опуштат за велосипеди. За жал. Тоа е пуштено, ја возев веќе по тоа. Возам. Не е обележано се уште со велосипеди, така да мислам дека се уште обележено и се вози. Со среќа на тие што учествуваат, се надевам дека ќе имаме сите учесници ќе бидат свесни и совесни да внимаваат на безбедноста на велосипедите, поради тоа што велосипедистите и оние што се на тротинети се онаа критична маса на еднината во државата. Јас исто возам електричен тротинет, имам поминато преку 1200 км само во Скопје и
сега некој мејнстрим има да се критикуваат тоа нешто возат. Да, прво дали Па не, ако не дали се лакирате пред да возите? Апсолутно. Не, по мангумски, по скопски со некоја старо увозно БМВ што нема ни четворка капацитет на дизел да се паркирам пред кафуле. Тоа е за мене многу посрамота. Ако треба многу нека лакира некој, нека вози тротинет. Не загадува. Апсолутно се согласувам, имаш поддршка. Не загадува. Висови ќе вадиме, ние љубоморните што немаме пари да си купиме тротинет електричен. Вака, ми побегна мислата. Продолжи, извини. Сега мене им побегна, ама ќе се... Океј, вака. Не можам да зборам каква е ситуацијата во другите градови. Дали имаш сознание што им гори? Дали одржувањето на патишта и на улици? Знаеме какви ни се автопатиштата, колку тешко се нафаќа воопшто обнова и таа која ќе почне трае со месеци и месеци. Како е во другите градови? Луѓето велат века сега ќе почнам малце со критика. Да. Во другите градови им гори единствено Фејсбукот. Се имам доста време потрошено да ги гледам сите општини на Фејсбук што објавуваат по автоматизам и кои им се активностите во општините. Најдобро таму ќе ги запознаеме. За жал ќе си помислам дека сме во некоја скандинавска земја, затоа што на објавите на општините се ги запазуваат прво сите светски денови на мобилност, на ден без струја, на приклопување на сонцето со звездите, на сите такви работи, со фестивали, со се живо. Диво, најмалце што гледаме се инфраструктурни работи. Најмалце што гледаме се нови асфалтирани улици. Најмалце што гледаме се нови фекални и атмосферски канализации. Па програмата на СДСМ имаше сериозна ветување во областа на фекални канализации. Ние не придонесуваме. Вака, општината е таа која што директно влијае на квалитетот на животот на луѓето. Ако не го чувствуваме тоа во Скопје, надвор од Скопје се чувствува. Ако имаме ние секој ден од дома граѓанин што излегува, гази во кал, нема улици, нема улични осветлувања кои што значат за безбедноста на нивните деца и на тие самите, тогаш некаде сме потфрлиле работување. И тоа не е добро. Замислете на наслов, имаше објава. Вработените во таа и таа општина беа во струга на обука за да спасуваат луѓе на отворена вода. Какво тоа има влијание позитивно врз граѓаните на таа општина? Да не ќе ги чуваат нивните деца кога ќе се бањаат во морето во Скопје или во било која општина. Мора секоја општина малце посериозно да се внесе во оваа работа. Ако нема доволни средства, владата на Македонија, не реализирајќи капиталните инвестиции, добар дел од парите им ги префрлија на општините. И за санација на стари долгови, меѓутоа и да инвестираат во нешто. Капиталните ветувања во програмите за жал не се реализираат со на темпо со кој што беа ветени. И него терам ова партиски тоа треба да идат од буџетот или треба да самата општина дел добиваат од буџет, дел од платени комуналии, поголемиот дел, меѓутоа мора секој гранчаnin да се бори својата општина да му биде ликвидна. Вака, град Скопје вети некои големи, например како паркот покрај Вардар позади Александар Палас кој пред 2 години го ветија, се уште не е изграден. Тој беше екопарк и така натаму, многу прекрасно. Или например зелениот кров на градски трговски центар, кој уште го вика, кој веќе го викаат зелен кров, иако таму нема едно зелено дрвце, нити е нешто направено. Ја ги разбирам и се го критикуваат, опозицијата го критикува Шилегов, градоначалникот, дека ветува, не исполнува. Но има една реална работа, за да исполниш треба пари. Да. Мислам дека главните пари не доаѓаат само од буџет, доаѓаат од комунали. Колку што ми е мене познато, прво што направи, ставија забрана на било какво градење и било какви дозволи. Одеднаш сега имаме дека тоа нагло се зголемило. Издавање на градежни дозволи, дека заживеало градежништвото и така натаму. Какви се вашите сознанија? Ќе почнеме од првото. Пари во општината. Па, ако тој што е кандидат за градоначалник не знае колку пари има во општината, од кај се слеваат средства во општината, тогаш нека не ветува работи што не може да ги исполни. Тоа не е коректно према самите граѓани што гласаат утре. Треба да се даваат реални решенија. Ако зборите за мораториумот, во законот за урбанизам
зборот мораториум не постои. Тоа не е законско решение. Мораториум во закон за урбанизам не постои. Дори мислам дека имаше спекулации дека, не сум сигурен, не памтам добро, дека Уставниот суд тоа го потврди. ДУП-от или го потврдуваш, или го поништуваш, или можеш да го смени некој. Меѓутоа мораториум не е решение. Мораториум ние гледаме на све во скоро сите општини. Добро. Окей. Ајде вака. Што е Да го надоврзам. Да. Генерално општините инкасираат средства, барем овие поурбаните, Добро. атрактивните од одобренија за градби. Так. Одобренија за градби. Мал проблем е што тоа е единствениот извор на средства или најголемиот и веќе почнува некоја трка која што нема вака добар крај. Ти не може да земеш зеленило кај Мајчен дом, Вајрадром или кај Тобако 2 зграда за комунали. Има правило. Ако има некоја стара барака, направи ја зграда. Ако има некоја стара населба, како во центар кај Маđар мало, каде што трошни куќи по некоја зграда се појавува, нешто треба да постои правило. Мораториумот не е правило. Тоа беше 31 дуб кои што се ги застана, се ревидира или било што, меѓутоа па гледаме работници низ општините. Одобренијата за градба малку се злоупотребуваат. Еве ние гледаме политичките партии ќе кажат во јуни имаше повеќе одобренија за градба од мај годинава и сега ќе славиме сите дека има пораст на градежништво. Тоа е една голема заблуда. Одобренијата за градба се гледаат во висина на средствата уплатени на сметка на државата као комунали и на висината на износот на градбата. Не може куќа од 100 квадрата да има како одобрение за градба ќе добие и некој трговски центар или голем комплекс на згради едно одобрение за градба и да се мерат под исто. Се гледа генерално колку е во самиот буџет и во економијата допринесува таа градба или тоа одобрение за градби. Така да не секогаш е два поголемо од еден. Има уште еден поразителен факт. Имаме дивоградби. Вие сакавте да излезете и на дуел, ако не се лажам, со еден соговорник на оваа тема. Што бидна со тоа и со кого сакавте да излезете? Не сакав лично, јас од друга телевизија национална се јавија каде што требаше да има ТВ со директорот на државни патишта околу темата на патиштата во Македонија. Може малку ќе дискутиравме Кича во Охрид и другите Миладиновци, Штип, Демир Капио, Смоквица и ред други работи, меѓутоа се откажа тој дуел, така ми јавија. Се надевам друг пат ќе имаме прилика за дебата, пошто тоа е позитивна, може да извадиме повеќе аргументи и факти на кога има дебата политичка, имаме две страни. Имаме една страна тврди едното, друга другото. Во градежништво дебата е пореална. Тоа е направено или не е направено. Почнато или не е почната со работа. Тоа го гледа целата држава. И вака во разговор гледам дека добро иде и без дебата разговоров. Нашиот разговор е добро. Па затоа што ја одбивам дебати, ја сакам тет-а-тет. Секако, ја ќе му упатам и јавна покана на директорот на државни патишта и улици да ако сака и има волја да гостува во емисијата на истиве прашања, на истиов разговор како одговор на се ова вие што го изнесовте овде. Има една работа, да? Ја гледам доста вака сериозна во држава. Горе доле се подготвува закон за легализација на дивоградби. Тој закон еднаш беше донесен. Тоа вие го почнавте како ВМРО да помине. Апсолутно да. Беше донесен претходни години со завршно сите дивоградби што биле до 2011 година. Така. Катастарот на Република Македонија има направено две генерални снимања во 2009 година и во 2018 година. После 2011 година, кој направил дивоградба, го прекршува законот. И сега, ако направиме уште еден закон, ако оваа влада направи уште еден закон, каде што го продолжува рокот до 2018 година, тоа е еден вид на амнестија. Тоа е нечестно према граѓаните кои што во овој период граделе законски. На Google Earth, ако се види, на Google Earth има место за хистори. Може да се види, буквално има некои пресеци на месечно ниво или неколку месеци, може да се види секоја дивоградба од кога почнала да се копа, кога е ставена плоча, до шипови, до затварање на градбата. И се што е до 2011 година би требало да се реализира. Да. Да се поради тоа што тоа опаќа еден период многу долг. За разлика од многу овие јавни личности, прилично добро ја познавам оваа работа, мене ми е драго затоа што не ми е нешто непознато. Ова се фотографии на град Скопје кои датираат од 2002
до 2019 година. Одлично. Еве, да видиме, например, може тоа да се види, чекај да го ставам север, па каде би отишле, каде да отидеме. Еве, например, најдрастичен пример можете да се видат сателитските снимки од Рамстор. Еве, историски гледано, Рамстор 2002 година, без 3D градбите. Како се гради? Да. Како се гради? Така. Еве ги, значи, просторот на местото, што беше порано, празнина, нели, еве ги трите кули од градскиот зид, тука ова е железничката амбуланта, ова е старата железничка, ова е јужниот булевар, значи дури не е ни ископано на Радисон што беше мочуриштето. Сега, ако идеме година по година, вие можете тоа да го забележите како, реклама им направивме, ако, нека. И онака деца се коцкаат кај нас колку сакаш. Еве 2003, 2004, еве го веќе изграден, и тоа многу добро го градеа, многу брзо. Многу беа и, како да кажам, дисциплинирани во смисла на одржување на хигиена на улица, за разлика од денеска. И како се развива целиот проект. Еве го поставувањето веќе кој е ова 2009 година, темелите за Радисон, неуспешниот проект, и нели све до 2019 година како изгледа сега и градилиштето на Даймонд проектот, и нели веќе само не знам овдека не видов дека се гради подземна железница, сообраќајница. Знаеш ти сообраќајницава ја градат ли подземна? За Лиман. Како? Да, за турската фирма Лиман. Да. Не ја градат, само го градат. Само зградите. Зградима, иако, како што памтам, на времето беше првично да се направи подземната, а дури на крај да се направат објектите. И Коце и сите вика дека ќе се прави подземна која ќе излезе кај Народен фронт. Значи, окей, ништо од сето тоа. Само згради се за дивоградбите. Да. Многу држави имаат направено многу интелигентен начин како да ги спречат. Па ќе кажеме Хрватска како пример, во Европска унија не може физичко лице или било кој да отиде во компанија за продажба на бетон, на железо или за градежни материјали без при тоа да приложи одобрение за градба. Фирмите не смеат да продават. Ако утре вие како Јанко или јас како Синиша отидеме до некоја фирма да купиме железо за градба, шипови или бетон, нема да ни дозволат. Не само што мора да покажеме одобрение за градба, и кој ќе ја гради. Пошто ако секој сам си го прави својот дом, куќа или било што, таа е опасна. Може не секој има знаење, опасна е за безбедноста на тие што живеат, може да се сруши, да направи штета на некој друг. Така да има начин. Има проект? Мора да има проект, а мора да има фирма изведувач. Добро. Да. И тоа така се спасува. Ние имаме реално, ако тргнеме по самиот Никола Карев булеварот кај Пасличарска улица, тоа што порано беа доќанчиња, сега се згради. Дозволи за градба се сомневам дека добиле, дека платиле комунали, се сомневам. И тоа е некоректно према другите физички и правни лица кои што ревносно си добиваат одобрение за градба и за тоа плаќате комунали и ред други работи. Ако вие како граѓанин, на пример на Скопје, купувате стан во, не знам, аеродром центар Карпош Газибаба, бутел или кисела вода, вие стартно сте онеправдан. Зашто? Пошто плаќате на инвеститор кој што има одобрение за градба легитимно, платил комунали околу 100 евра за квадрат, додека ќе отидеме пример на Главна улица или во Саре, сега да не ги испаде дека ги таргетирам вака, ама тоа е реалноста. Што мислиш, ако ги амнестираат овие што градеа од 2011 до сега, дека овие што честно града и плаќа давачки, ќе се побуни некој од нив? Се надевам да. Се надевам да, пошто знаејќи го овој народ како му смени име и идентитет, и гледам колку се побуни, не па за ова. Синиша, ја го знам народов. За жал. Мислам, ќути да не таласаме и така натаму и така натаму. А иначе во право си. Мислам, стварно, да и ја ќе изградам, па нека ќе се амнестирам за едно 10 години. Да.
И тоа е некоректна политичка одлука за добивање на симпатии. Тоа има сега Дивоградба. Што е разликата помеѓу вашата што ја направите 2009 и 2011 до оваа сега? И таа беше за добивање симпатии. Таа упфаќа и градил пред 30 на години, така, кога урбанизмот во Македонија не беше на ова ниво, кога ги немаше тие дупови планирања. Кога... Да, дури 1999 почнавме негдека да ги легализираме и да вадиме тапии за нашите имоти, и тоа во централно градско подречје. Буквално ради тоа. Тоа беше поактуелна онаа миграција од рурални во урбани делови, буквално немало некој терк кај сме да гради. И тоа е добро за сите да ги легализираме. Меѓутоа, веќе во 21 век на 2011 година, секој е свесен точно што прави кога гради. Дали прави дивоградба или не прави дивоградба. И ја мислам дека е многу некоректно да се легализираат оние кои што свесно направиле дивоградба, ги избегнале комуналиите, при тоа тие пари се идат во градскиот буџет и во општинскиот буџет. Па од нив ќе прави паркови, па ќе поправа улица. И после нема пари за еруптивен асфалт, за сплит мастик или за полимеризиран, поради тоа што општината или градот нема доволно пари, пошто не плаќаат комунали. Се е циклично. Синиша, ја ги исцрпев прашањата. Имам уште само неколку прашања и констатации од моите гледачи. Тука би го завршил разговорот, ако немаш уште некоја поента. Уште многу поенти имам. Ова е голема тема. Мислам дека во овие час и 40 минути, мислам дека е доволно време вака за да наслутиме. Секако отворена покана има и до сите градоначалници, директори на јавни предпријатија, градоначалникот Шилегов, отворена покана за гостување во емисијата на ваков начин да разговараме токму за проблемите инфраструктурни во градов. Имаш прашање едно кое знам не е твоја ингеренција, ама и самото прашање па е како да кажам, во колку очајна ситуација се луѓето веќе немаат кому да се обратат на овие теми. Јанко Темова, дали да ја продолжиш и за патот средно водно Сопиште, што е проблемот, зошто е блокиран патот и не го пуштаат во употреба? Тоа е према Слончев град, тоа е готов пат. Добро, и зошто не се пушта? Ние не сме. Шпекулирај. ВМРО го направи, а не ние. Као за фасади, за Скопје 2014. Ова е шпекулација. Вие сте го правеле, сега не сме да се допреј. Моментално, луѓето по институциите имаат секојаш информација плюс од тие што сте надвор од институција. Така, ако ја кажам шпекулација, ќе ми дојде некој властено лице од институција, ќе ми каже слушни, не е шпекулација, туку ради тоа, ќе се најде некоја причина. Тој пат е готов, мислам дека е спремен да се користи. Мирко Додевски века во Велес ништо не се прави од инфраструктурни и во Велес ли е слична ситуацијата на таков градежен мораториум и на сите тие работи? Генерално најстрашно беше 2018 година. Има најмалце одобрение за градба издадено, во најмала вредност, значи најмалце пари импутирани во економијата, најмал број на капитални инвестиции и најмалце реализирани проекти и објекти по општините. Една од тие е и Велес. Имавме едно интервју, го начекав на телевизија, каде што вели дека ова 2019 имале за 200% повеќе реализирани проекти од 2018. Па 2018 кој бил таму одговорно лице? Истиот тој не го сработил тоа што треба да го сработи. Така да генерално мојот впечаток. А што е тоа што не требале да сработат? Конкретно се требале да сработат. И тоа во многу поголем обем од тоа. Капиталната инвестиција што ни се паднати до тој степен, едноставно кажа дека нешто што е ветено и што е ставено во програма обезбедени пари и буџети не се реализирани, директно влијае на економијата. Синиша Ивановски, ти благодарам за разговорот. Се надевам дека овој разговор кој се трудевме да биде, имаше и малце политика, не можеме да ја избегнеме. Јас не сакав да терам политика, тоа ти го оставам тебе да, нели, во некој дуел на друго место. Мене ме интересираше вашите сознанија за инфраструктурните проблеми, бидејќи се соочувам како и сите ние, и јас се соочувам со она подобност и неподобност, дали смеат луѓето од власта да гостуваат или не, тоа е веќе нивни проблем. Едноставно, луѓето бараат одговори, имаат проблем и немаат. Гледај кога за актуелни работи тебе ти поставуваат прашања кои во моментов немаш никакви ингеренции. Но ти благодарам уште еднаш и
Се надевам во некоја друга прилика. Благодарам јас. Во некоја друга прилика, ако сакате, може да насочиме конкретно за некоја тема што опфаќа поголем број на граѓани во државата да поразговараме. Да, теравме диалог без политика. Мојата работа е малку позиционерски настроен, морам да ја критикувам. Морам, поради тоа што има зашто да ги критикувам актуелните градоначалници. Тоа ако има основ ќе продолжам да го правам и во иднина, меѓутоа сум отворен за соработка, понекогаш и ако треба заедничко гостување со некој градоначалник од моменталните градоначалници да ги соочиме аргументите што ги имаме на една и на друга страна. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.